правилата и за Кате како предавач, значи таа ќе ја даде најавата. Мухамед ја дава техничката поддршка, логистичката поддршка за реализација на оваа работилница, а јас сум тука да секако да дам поддршка за целиот тим и за сето тоа што треба да се случува денеска. Да ве потсетам, само ве молам, зборот не го зимајте туку така, туку чекајте да ви го даде зборот Кате или пак јас. Имајте трпение и толеранција кон другите и доколку неколку пати сте земале збор, сте добиле, значи внимавајте, обрнете внимание дека секој еден треба и има што да каже за време на оваа работилница. Така да нека да оставиме простор за секој еден од вас да го искаже своето размислување. Им благодарам и на ПХ инструкторите кои што денеска се со нас и кои што ќе дадат поддршка за оваа работилница. И мислам дека тајмингот е добар, тука некаде почнуваме и зборот ти го давам на Леа. Леа, повели. Фала. Здраво, прво да се представам, јас сум Леа, веќе 3 години волонтирам во Црвен крст Карпош. Член сум на координативното тело на клубот на млади. Меѓутоа, за мене би кажала дека најголема љубов ми е Црвен крст и стварно ме прави да се чувствам исполнета во Црвен крст. И највеќе ме мотивираат волонтерите. И тука би поврзала дека денес ќе води работилницата Катерина Гиевска и таа верува дека срекните луѓе се најубави луѓе и со тоа би се согласила. Добро, сега да ги кажам прво техничките информации може, па после повеќе за ПХВ програмата. Доколку пукне линк, ќе биде објавен нов линк и ќе може да се уклучите на тој. Работилницата се снима и доколку не се чувствувате слободно, може да ја исклучите камерата. Работилницата после ќе биде објавена на ПХВ YouTube каналот, каде што ќе може да ја видите доколку ви треба уште еднаш да проследите. Доколку сакате да кажете нешто, може да кренете рака за да се слушаме сите и доколку не зборувате, микрофонот нека ви биде на мјут. И доколку се однесувате непријатно, ќе бидете отстранети, меѓутоа верувам дека нема да се случи тоа. Сега нешто повеќе за ПХВ програмата. Јас започнав со Црвен крст преку ПХВ програмата, која претходно се имплементираше со физичко присуство, односно се правеа мини проекти кои што беа за добробит во заедницата и воедно за менување на дневната рутина кај младите лица. И мене тоа навистина ми се допаѓа. А сега ПХВ програмата се реализира со тоа што се одржуваат работилници секој четврток во 20 часот. И мислам дека се многу корисни, баш се интересни за волонтерите, зашто после секоја работилница волонтерите што доаѓаат во Црвен крст навистина зборуваат за темите што се разговарале претходниот четврток и кажуваат дека супер си поминале. Добро, тоа беше тоа. Денешната тема ќе ја води Катерина Гиевска, која е политиколог и е ПХВ инструктор од 2003 година. Претходно ја водеше работилницата на темата комуникација и јавно говорење, која беше навистина интересна, бев уклучена и супер помина. И знам дека и денес супер ќе помине. Денешната тема, односно 27 работилница е денес, ќе биде на темата изработка на CV мотивационо писмо, кои мислам дека се навистина важни документи и верувам дека ќе стекнеме денес знаења кои што ќе ги искористиме понатаму во животот, бидејќи навистина ќе ни треба да знаеме како да изработиме CV мотивационо писмо. Може би е до мене што сакам административни активности, ама мислам дека ќе биде супер. И тоа е тоа, да не видам долга, може би на брзинка кажав, ама мислам дека сите веќе ова го знаеме, бидејќи повеќето се уклучуваме секој пат. Ќе ве охрабрам да се вклучувате во работилницата, да бидете активни и секако прво Катерина ќе ни каже дека може да зборуваме, ќе кренеме рака. Фала ви. Супер, ти благодарам, Леа. Претпоставам дека тука некаде јас го превземам зборот. Ми представува особена чест дека токму денеска Леа ме најави.
Можам да забележам дека веќе си фатила и некои трикови од првата работилница во делот на јавниот настап и јавното говорење. Беше навистина интересно да слуша од човек, токму така, супер беше Леа. Јас сум Катерина, ме викаат Кате, слободно браќајте ми се со Кате. Работам како стручен соработник во Црвен крст на град Скопје, координатор за социјално-хуманитарната дејност, но денеска сум улога на инструктор во ПХВ програмата и ќе кажам дека тоа е мојата најомилена улога во Црвен крст. И јас и Леа имаме нешто заедничко, а тоа е дека и двете сме се запознале прв пат и сме се вклучиле во организацијата на Црвениот крст преку ПХВ програмата. Но најнапред, како што си е редот, токата се предава на вас, да ги слушнеме кои се вашите денешни очекувања од работилницата. Со техничката поддршка на Мухамед би сакала да можеби некој крене раче, но исто така да пишете во чет што е тоа што денеска го очекувате после оваа најава од мене и Леа. Што треба да содржи едно CV? Зошто е важно едно мотивационо писмо? Потоа Мухамед, што треба да содржи едно CV? Што треба да содржи мотивационо писмо? Одлично. Јас ке скролам надоле да видам да нема некој рачек кренато, но секако ако испуштам некого, ги замолувам моите колеги да ми сугерираат како да биде привлечно CV-то. Одлично очекување, затоа денеска сум измотивирана да зборувам на оваа тема. Дали мора да има слика CV-то? Предобро, супер. Чекајте да видиме дали нешто не прочитавме четот. Дали играта на зборови е важен фактор? Предобро. Некои, значи, трикови да бидете забележани. Зошто треба да правиме CV? Дали можеби некој сака да крене раче и да каже нешто што не е запишано или веќе може да... Зошто е важно CV-то? Тоа веќе го спомнавме. Добро. Зошто мора да правиме CV и мотивационо писмо? Зошто ни се потребни? Ти благодарам, Гилко. Имам тука уште едно. Како направиме? Како да го привлечеме вниманието? Одлично, веќе овие нешта што ги спомнавме. Во ред имате многу слични шема за изработка на CV, супер, односно формат, предпоставувам Ана Марија мислеше. Значи формати за CV. Ви благодарам многу на сите за вашите очекувања. Му благодарам на Мухамед кој што ја играше повторно играта Брзи прсти и успеа се да впиша на екранот. Ќе го почекаме тоа нели убаво да го подреди за да може да ги видиме убаво вашите очекувања. Јас само ќе направам едно зипување на истите, но вашите очекувања се во насока на тоа во какви формати имаме за CV, зошто ни се потребни CV мотивационо писмо, како треба да се изработи едно тоа, како другото, што е тоа што треба да содржат и секако како да се издвојат од останатите. Сите да се читаат јасно. И за сликата, секако да не заборавиме. Јас ќе почнам од овој слайд, пред да продолжам понатака, пред да ги кажам моите цели. Оваа слика што ја гледате и која што намерно и реков на координаторот Александра да ја задржи во мојата најава, е еден лош пример како треба да изгледа вашата слика на CV. Запаметете го ова и продолжуваме кон следниот слайд и потоа ќе зборуваме. Значи, кои се целите на денешната онлайн обука, односно работилница? Што е тоа CV? Зошто е важно да имаме добро CV? Кои се форматите за изработка на CV? Што е тоа мотивационо писмо? Како да се напише добро CV? Кои се новитетите во областа на себе промоцијата, бидејќи сепак на крајот на денот и мотивационото писмо и CV-то представуваат еден начин на кој што вие се промовирате, и tips and tricks, моите омилени, значи некои совети и
на ние специјални моменти кои што ве прават најчесто се издвоите од другите. Моите цели се речиси идентични со вашите очекувања, па се надевам дека сме во иста насока. Може да продолжиме кон презентацијата. Значи, што е CV? Тука сакам да ве прашам со кривање на рака и со пишување во чет да ми кажете што значи CV. Без да идете на Google. Зашто нема да биде интересно. Кенц, рачиња, колачиња, датум на раѓање. Добро. Да видам што има нешто друго. Ајде да видиме Тања. Тања, ајде повели Тања Василевска, односно тоа е некој беше друг по тоа име, ако не се лажам. Аце, тоа е Аце. Повели Аце. Што ќе кажеш? Што е CV? Ја мислам дека CV е кога пишува за кога те бара работодавец кој ќе те викне за на работа. Добро. Кога подпишуваш CV за работа. Океј, супер, ти благодарам за мислењето. Михаела повеле? Според мене CV-то представува сублимација на сето оно што до сега сме го работеле, односно целото наше работно искуство представено во кратки црти. Добро, дали само работно искуство и дали некој знае што значи кратенката CV? Не е само работното искуство, туку и вештините кои што ги поседуваме, како што некој спомна, степенот на образование, нашите лични податоци, сликата, како што спомна некој. Работна насока, работна биографија, продолжуваме информации за нас, нашите способности, вели Марија, знаење и дали добро би се вклопиле во фирмата. Продолжуваме понатака кон следниот стај да дознаеме што е тоа CV. Драги мои, CV всушност значи е кратенка од зборот curriculum vitae. И затоа е CV првата и втората буква. Ќе го замолам Мухамед само ако може преди кон следниот слайд. Всушност, ако слушате недека збор како резиме или пак кратка биографија или пак CV, тоа ќе значи дека побаруваат од вас иста или слична работа. Представува еден циклус животен кој што вие потребно е да го објасните и опишете, но во тој селектирате податоци од вашиот живот за намената за која што вие го изработувате. Има разлика во некои апликации, сега на неколку пати спомнате работа, фирма и така натака. CV е потребно кога аплицирате на факултет, кога аплицирате некој па да волонтирате во некоја програма, за стипендија, понатаму може да биде за некоја група која што се креира или организација и така натака, или па некаков конкурс можеби за добивање на некоја награда и ред други нешта каде што ви е потребно вие да го имате. Некогаш ќе биде побарано од вас резиме, а некој пат CV. Сакам тука да направите една разлика која што постои, а тоа е пред должината во која што се разликува, поради која што се разликуваат. CV-то представува всушност една сублимат на вашите академски, образовни, профилни достигнувања, вештини, но секако лични, тоа е многу битно, и професионални кои што демонстрираат ваша способност за одредена работа или пак функција, или пак ваша посебност. Додека пак резимето има една разлика, тоа најчесто се очекува да го направите на една страна и да ги излечете само најклучните работи да ги ставите на една страна. Да речеме резиме од целото CV да го склопите на една страна. Можам да кажам со право дека резимето е малку потешко да се заработи, зашто треба на вистина исклучителен избор и селектирање на податоци да направите, за разлика од CV-то кој што може да содржи поголем обем на нешта. Би сакала да продолжиме понатаму. Ке почнам од фотографијата. Минатиот пат јас бев најавена со истата фотографија и токму ја елаборира фотографијата. Ако минатиот пат зборавме за јавно говорење или јавен настап, и тогаш е потребно вие да го задржите фокусот на пошироката публика, да бидете интересни, сега вие треба да покажете сериозност, професионалност и затоа мојата слика која што беше денеска за промоција е погрешниот пример. За првиот беше добар, но за вториот не. Тоа значи исто така и за вашето CV.
или пак за било која друга активност, кога покажувате дел од себе, фотографија, потребно е да видите за каде вие тоа го правите и некако да ја поистоветите. Пример, ако јас сега аплицирам да одам на студиска посета во Нинберг, Црвен крст Нинберг, за да научам некои нови работи и техники за работа со млади, многу ќе биде соодветно дека јас ќе поставам слика со амблемот на Црвен крст. Тогаш покажам и некакво искуство и лојалност кон амблемот и знакот на Црвен крст и таква фотографија била соодветна. Би сакала на почетокот да разграничаме на работа, бидејќи имавме прашање да одговорам дали треба да содржи CV-то фотографија, дали мора или не мора. Ќе кажам апсолутно не мора да содржи. Но кога вас ќе ви идентификуваат со ликот, тогаш многу полесно ќе ве запамтат, затоа што фотографската меморија е многу полесна и затоа пат некогаш е добро да вклучите таква фотографија. Едни од примерите кои што се лоши, ги имам ставено или несоодветни, ги имам ставено на презентацијата, може да ги видите, значи многу шминка, многу голотија, за машките некоја многу голема интересна откаченост, не се преферира за CV, каде што вие треба да демонстрирате една ваша професионалност и поинаква нота. Дополнително би сакала да кажам дека многу предмети користени на фотографијата исто така не се соодветни. Например, ако носите наочари, тоа е во ред да се сликате со наочари и најчесто како еден тип е дека наочарите некој пат даваат некаква ги асоцира луѓето на некаква интелигенција, пак е многу луѓе кои што носат наочари и потврдувам, слободно ставете ги наочарите на вашата CV слика, затоа што можеби ќе влијае некако на тој што го гледа вашето CV. И сигурно ќе ве запомни така. Но ако така се сликале, така додите на интервју ако ве викна, затоа што ќе испадне дека е фейк и дека вие тоа го правите само за фотографирање. Во делот на фотографијата сакам да се задржам само уште една реченица. Случајно или не, неколку пати на работа во Црвен крст сме организирале интервјуа и една од најлошите фотографии кои што ги имам добиене е како една госпога аплицираше за работна позиција, а стоеше вака со ташничката црвена на своето CV. Значи тоа не сакаме да го видиме. Не излеговте во град, се сликате со ташничката и го ја ставате сликата на CV. Тоа не. И уште еден совет, пред да се одлучите, дајте на 2-3 луѓе од вашата околина, најчесто на родителите или на наставничка, на професор, дајте да прашате ги што мислат за таа слика. Туѓото мислење најчесто ќе биде добро. Вие се трудите да бидете најубави и најсладки на сликата, ама друго е тоа што се бара на слика на CV. Втората работа, односно вториот дел кој што го содржи, првата работа што содржи CV-то покрај фотографијата се личните податоци. Јас во моето CV ги имам вклучено сите мои лични податоци, но ова е особено внимателна категорија. Вашето CV најчесто вие го аплицирате недека, го праќате најчесто до некој да го види. Експонирањето на ваши лични податоци, типот на адреса, на живење, матичен број, дата на раѓање, целосна, се исклучително сензитивна проблематика. Само доколку ги праќате кај некој доверлив примач, тогаш да бидат и сите вклучени. Истовремено, пред неколку дена од моите колешки добив CV во кој што тие го вклучија делот дали се во брак или не се во брак, сега можеби вие сте уште мали, ама размислувајте и за воиднина или пак некого ако го советувате и тие го вклучија тоа. Факт е дека постојат дискриминаторски политики и дека некој пат тоа му одлучува на работодавецот дали некој што аплицира е во брак или не е во брак, во врска или не е во врска, или има деца и слично, но јас го поттикнувам овој ред да го исклучите, затоа што на тој начин вие ги поттикнувате дискриминаторските политики на компаниите или на тие што треба некого да селектираат. Понатаму, CV-то најчесто се пишува во обратна хронологија. Што значи тоа? Не пишуваме од денот кога сме се родиле што правиме, туку обратно, од моментот во кој што се наоѓаме, значи од денес. Например, последно нешто што јас ќе си запишам во своето CV е дека Кате беше онлайн едукатор, инструктор на Црвен крст во акција ПХВ програмата обуки за толку и толку млади, пример, на таа тема. Значи тоа ќе биде првото, а наназад ќе одам останатите работи што ми се случувале се до пораната возраст, значи обратна хронологија. Понатаму, прво што запишувате е работното искуство, работните обврски што сте ги имале, а потоа образованието и тренинзите. Кај работното искуство,
Најчеста грешка што се случува е дека луѓето речат па ја никој пат не сум работела, нема потреба да ставам ништо за работа, немам што да ставам. Грешка сте. Вашето волонтирање е работно искуство. Вие сте стекнале работни навики. Моето CV е 20 со 80. 80% ми се работи во кој што сум волонтирала нешто или сум го правела како хонорарно ангажирана, а 20% се всушност реален работен ангажман. Така што сите активности кои што сте ги правеле, организацијски и слични, слободно впишете ги и слободно бидете детални, особено кога сте уште млади. Ако сте работеле на 5 проекти во Црвен крст, например, сум била дел од ПХВ, од Хуманко и од водич во болница, ги набројувам сите засебно, затоа што таму се бара различна експертиза од вас, различни вештини и сите ќе се ги наброите. Во делот на образование и тренинзи, повторно би кажала дека почнувате тука со она што е ваше средно образование во моментот, па потоа доколку имате академско образование на факултет и така натака. Основно образование може да запишете, апсолутно мислам дека во оваа фаза на возраста во која што сте ставете го тоа, затоа што можеби основните училишта не се сите нели на исто ниво, па тука можеби вас би ви издвоиле или пак ќе бараат да доделат стипендија например на таа и таа општина или така натака. Затоа вклучете си го основното образование. Како ќе проаѓаат годините и ќе станувате поголеми, повозрасни, ќе го исклучите основното, ќе станете само на средно. Можеби за во даден момент да го задржите само високото образование и вашите магистерски студии. Збориме ова е она формално образование и задолжително внесете го. Тоа е битно и покажувате дека вие сте биле вклучени во формалниот процес на образование. А потоа оди неформалното образование, односно сите оние школи кои што сте биле, меѓународни училишта, тренинзи, ПХВ обуки во Црвен крст или обуки во друга организација или пак некој кој што сте ги посетили исто така онлайн. Вие сте на генерација која што веќе 2 години се занимава со онлайн искуство и онлайн надградба на знаење. Немојте да го исклучите онлайн искуството. Подеднакво е важно и подеднакво е битно, особено зашто очигледно дека иднината се движи во таа насока. Тоа, ако го запишете дури онлайн искуството, подразбира дека вие добро баратате со техничка подготвеност да следите онлайн обука. Можеби вие ќе аплицирате всушност со вашето CV да учествувате на некој онлайн курс и слободно е окей да го впишете и тоа. Во делот на после образованието и тренинзите, односно обуките, следи познавањето на јазици. CV-ата содржат еден дел кој што подразбира, тоа е себе проценка и вие самите ќе треба да се процените. Во дел од случаите ќе ви биде побарано да дадете и дополнителни документи за да го докажете тоа или можеби ќе имате некакво тестирање за да ги покажете јазиците кои што ги знаете, но тоа што е битно е дека вие треба да бидете помалку реални во ова. Мојот совет е да бидете реални во делот на познавање на јазиците, затоа што може да заглавите на некоја обука каде што нема да разберете нешто ако сте лажирале, или пак на некоја работна позиција каде што ќе треба да се поздравите за 3 дена ако е на јазик на кој што ви сте пишале дека го знаете, а не го знаете. Така што тука CV-ата содржат еден дел за зборување, пишување и читање и за сите нив треба да пишете на кое ниво го познавате. Јазикот не мора да биде истото ниво за сите овие 3 категории, но тоа ќе го видите подоцна во самиот формат. Потоа следи многу битен дел, тоа се вашите амбиции и лични интереси и има еден дел во CV-то каде што вели дополнителна информација или additional information, и јас тука би сакала да ви кажам, немојте да направите delete на ова. Ова ви е местото кај што може да си кажете нешто што не сте го спомнале на ниедно друго место, а може да биде од некакво значење. Или некакво релевантно искуство кое што го имате. Например, доколку никаде немате спомнато дека сте биле на work and travel, да речеме, во Америка, а сега тоа не е многу популарно им за тие кои што не ја фатија пандемијата, ако не сте го спомнале на друго место, дополнителните информации ви е исклучително битно да го спомнете дека, например, толку и толку пати сте биле на work and travel, имате такво и такво искуство и дека поседувате, можеби, туристичка виза за Америка. И на крајот се референците или препораките. Многу често референци или препораки, тоа е некој кога кажува за вас нешто во насока за да бидете избрани или селектирани за нешто.
Тоа значи дека не мора секој пат заедно со CV-то да имате пишана препорака од некој, на пример, од секретарот на Црвен крст, зашто сме сега во рамките на Црвен крст или од ПХВ координаторот. Но вие може тоа да не биде побарано од вас да имате да пратите пишана препорака, но во CV-то има еден дел на референции и препораки, вие ќе го наведете името и презимето на човекот, лицето кое што може за вас да каже добар збор. Заедно со имейл адреса и контакт телефон. Секако предходно треба да го исконтактирате тоа лице, да кажете дали за таа и таа намена може вас да ви исконтактираат, да се консултираат за мене. Океј, дали тука има некое прашање во овој момент? Запехава. Добро. Во ред, ќе би сакала да го видиме следниот слайд. Мислам, Кате, дека имаше неколку кренати рачиња. Да, не ги видов. Океј, еве ги. Бисера повели прашање, така, дискусија? Да, сакам да прашам, бидејќи не дослушнав приеска за тоа дали сме во брак или не сме во брак, дали кажавте дека треба да биде напишано или не треба да биде напишано? Апсолутно не треба. Значи, поддржуваме Добро. дискриминаторски политики. Не треба. Добро, фала. Ако некој не согласува, може да закажеме посебна дебата за ова прашање. И Џоко крена рака. Ѓоко повели? Кате, Молам. а што некој работодавач ако упорно бара, што да правиме тогаш? Што да бара? Па дали сме во брак или не? Ѓоко, знаеш што? Следната обука ќе биде со мојата другарка и колешка Маја и ќе зборувате многу повеќе во делот на човекови права и така натака, така што мислам дека прашањето запамти го и да го постави следниот пат, затоа што има начини на кои што тоа може да се ревидира, но јас би кажала нешто, ако ви имате таков притисок на едно работно место, може би требало и да воопшто да не аплицирате на такво место или да не прифатите да бидете дел од нешто такво. Ова е линија на полесен при моје мислење не значи дека е точно. Кате, може би само да додадам за Џоко. Џоко, Кате зборува во CV-то дека не мора да биде напишано, не треба. А работодавецот кога ќе дојдеш на интервју и секако ако те праша дали си жене, дали си мажен, дали имаш деца, тоа е и како треба да се каже, и тогаш тоа е откривање на вистината. Извинете. Не, Џоко, се разбравме, супер. Добро прашање. Да. Фала ти, Џоко. И значи тоа исто така, сите работи што ги пишувате во CV-то се вашиот личен идентитет. И сите работи што ги кажа на интервју се дел од вашиот личен идентитет. Се што сте направиле е ваша волја и не треба да се крие. Повелете да видиме следниот слайд. Еве ги tips and tricks. Значи, многу е битно да внимавате на правописот. Гледате да не правите печатни грешки, зашто автоматски покажувате дека или брзате, или дека правите грешки, или дека не проверувате. Значи, тоа е репер дека не сте доволно добри. Значи, ако проверите 3 пати, дајте некој друг да ви го провери дали имате грешки. Особено ако аплицирате не дека со CV на англиски, особено да го ревидирате, затоа што може да покаже дека вие не знаете добро да спелувате, а тоа не го сакате. Немојте CV-то да биде 8, 10, 9 страни, најчесто го пишува во препораките, но би задржате се до 2 до 3 преку сила 3 страни, ама најсоодветно 2 страни. Значи не предолго, ама не покусо. CV-то на една страна со проред од 2, значи дека нема што да кажете за себе или не знаете доволно да се презентирате. Понатаму, во кој формат да биде? Најчесто употребуваниот формат е Europa CV. Сега Мухамед ќе сподели со вас 3 линка. Првиот линк е англиската верзија, од кај што може да го даунлодирате. Вториот или пак да ве води низ процесот да го напишете. Вториот е на македонски. И третото CV е еден друг формат кој што се вика Michigan формат и најчесто се користи во америчките апликации, односно американските компании и организации најмногу користат на Универзитетот на Мичиган. И во трите случаи имате степ бај степ начин како да ве води. Ке ве замолам сега од четот слободно, копи-пейст направете си на линковите, но истовремено Мухамед ќе ги прати и двата формати на англиската и македонската верзија, па може автоматски да си ги симнете, да ги имате во компјутер и да си ги пополнувате доколку тоа го немате. CV-то кое што не е направено во еден од овие формати, односно во Europass, бар во македонски услови, европски услови би рекла, ќе ве издвои
на не толку добар начин во однос на другите. Не знам зошто, едноставно веќе неколку една декада, можеби повеќе, е наметнато дека Europass е најсоодветниот формат за креирање на CV-то. Другите побарувања со кои сум се сретнала е ова вторава, односно Michigan форматот. Europass е многу friendly user или лесно за користење, затоа што можете да не го снимете форматот, само да внесувате ваши податоци, го има на сите јазици достапно и кога ќе кликнете на крај download, ќе ви го зачува во Word или во PDF, веќе форматирано, средано и така натака. Ако ви е кажано да го правите во Europass, направете го во Europass. Ако ви кажат во Michigan. Ако ви е кажано во друг формат ви пратат, запазете го, ја запазете насоката во која што ви е дадено. Тоа исто како саат да не испочитувате. Ако ви рече дека обука или интервју почнува во 10 часот, бидете таму во 5 до 10 или во 10 часот. Ама немојте да го менувате времето, особено не таму каде што треба да бидете вие селектирани. Значи покажувате почит со тоа, покажувате формат, дека знаете работите во формат. Многу битно ќе бидете разгледани на социјалните мрежи. Значи, се што постирате на Facebook, на Instagram, на TikTok, на други некои социјални мрежи, големи се шансите, повеќе од 50% дека вие ќе бидете срчнати и дека ќе биде тука направена анализа за вашиот профил. Може да добиете погрешен впечаток, затоа бидете многу внимателни за користење на социјалните мрежи. И тука некаде би сакала да кажам дека LinkedIn е една социјална мрежа која што служи за место за промовирање на вашите работни, професионални вештини и тоа може да го користат и помлади и повозрасни. Топло ви ја препорачувам. Мене ми ја кажа еден асистент од факултет и многу сум му благодарна. Тој ме научи како да правам добро CV, добро мотивационо писмо. Тука ќе се ги сретнете и ќе слушнете многу слични работи како на Instagram и на Facebook, но селектирани за тоа што најмногу ви е потребно. Значи, не е она кој во кој диско бил и слично. Во CV-то, топло ви препорачувам да додадете еден линк од некакво видео или профил кој што вие се идентификувате и го промовира. Например, можете да имате вие некое излагање на телевизија кој што сте го правеле. Ставете си copy-paste линк во CV-то, за да може, ако сака некој да отиде да ве види малце повеќе во друго светло. Или ако имате креиран профил на LinkedIn, креирате го вашиот профил на LinkedIn, copy-paste во CV-то, затоа што на тој начин ќе може да видат која е вашата мрежа на соработници, вашата мрежа на пријатели, на другари и така натака. Многу битна работа е дека при секоја апликација мора да правите апдейт на CV-то. Значи не може истото CV да го дадете и за во награда, доделување и за стипендија, и за понатаму за, не знам, за работа или пак за посебна програма, пример за волонтирање и така натака. Значи секој пат го прилагодувате, некој пат вадите некои работи, некој пат ставате некои работи. Се во насока на ги истакнувате тие работи што ви се во насока на тоа што е потребно. Значи го прилагодувате. Секако ова е според мене еден од најбитните типови кои што сакам да ви го дадам, вашите вештини да ги докажете со објаснување. Ако пишете во вашето CV, имам организацијски способности. Ништо не сте направиле. Значи, пишувате организацијски способности и после тоа, или во продолжение, во брекет, значи се отварате загради и се запишувате тука начин на кој што вие докажете дека имате организацијски способности. Например, сум организирал хуманитарен надпревар по фудбал. Тогаш покажувате дека нешто сте направили. Например, вештини за јавно говорење. Учествував на трибина за правата на децата во светот на таа и таа конференција, го запишувате и го ставате, демонстрирате конкретна работа. И замислете, CV-то онака треба да биде мало. И се што до вие работи не сте успеле негде поре да спомнете во делот на работно искуство, работни вештини, тука го запишувате. Така што имате дополнителни простори во CV-то каде што имате можност да до себе промовирате. И многу е битно, како и било кој друг професионален документ, CV-то да го зачувате во PDF формат и да го пратите во PDF формат. Заради тоа што на тој начин покажувате дека никој не дозволувате да ви прави промена на CV-то, но исто така една доза на професионалност. Праќањето на формати во PDF покажува едно друго ниво. Да продолжам понатака.
Мухамед. Што е тоа што го кажувате со доброто CV? Демонстрирате основна писменост, дека знаете да работите во Microsoft Office, во Word, да користите PDF, дека почитувате стандарди, дека имате вештина да сумирате работи од самите себе, и секако да се презентирате, и да замислете кого да презентирате. Тој што најмногу го познавате, подобро од самите себе, никој друг не познавате. И секако да селектирате податоци, значи да ги селектирате најбитните податоци. Дали имам прашање тука? Добро, доколку нема, би сакала да продолжиме понатака. Да погледнеме едно кратко видео. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுப்பா. ஹலோ, எஸ் சார். ஓகே சார், ஓகே சார், ஓகே சார். Да ве прашам што мислите зашто ви го кажав ова видео, зашто го одлучив да го гледате. Молам да кренете раче или пишете во чет ако сакате. Ајде, освен Јоко, некој друг поактивен или може би јас ќе пробам некој да ми каже, на пример, Душица. Тука сум. Здраво, Душица. Што мислиш, што беше поентава на видео да го видиме? Па да видиме околината околу човекот како беше не поставен туку како се понашаше. Како се понашаше кон тоа што самиот си го направил и негова лична идентификација, CV-то. Па откако толку многу зборев со толку многу слайди, толку многу ќе се измачите со сати да го напишете, да го направите најбрилјантното CV на светот, ќе се случи да го пратите на една апликација и да го забаталите некаде. Немојте се понашате така со вашето CV. Значи, чувајте го не дека на ден, направите, чувајте го на мејл, зачувајте го на повеќе места. Немој да си играте играчки со вашето CV, заради тоа што тоа е нешто што го правите еднаш и после тоа само го дополнувате од време на време и го надоградувате. Значи, не се однесувате така со вашите лични вештини и со тоа што сте го потрошиле толку многу време да го направите. Следните видеа сега сакам да ги прегледаме. Мухамед, само едно интро би сакала да дадам. Јас кога почнам да се подготвувам за ова, да, како да било за ништо, ти благодарам, Мартин. Значи, кога почнам да се подготвувам за ова, сватив дека јас сум малце назад и покрај тоа што мислев дека многу работи знам, нели? Мојата скромност уствари покажа дека новите CV-а не секој пат се само во напишани во Word. Значи, младите во денешно време прават одлични видео CV и тоа е сега што е новитет и е ин. Јас би препорачала да секој од вас има своје CV и си направи видео CV, а имавте минатата обука како да правите видеа, така што копи-пейст од линкот кај што ќе го објавите тоа во CV-то и имате дополнителна промоција. Да ги погледнеме овие дечки кои што направиле одлична работа со својата промоција. Мухамед? Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire. Hey, I'm Arthur, a 23-year-old visual designer from Belgium with a passion for music, graphic design, and analog photography. I'm proud to say that I just graduated the Lucas School of Arts with my master in interaction design. Wow. During my 4 years of education, I had the opportunity to do 2 different internships. My first internship was at Fake Records, a record label with a focus on local hip-hop. My second internship was at Studio Brussels, a national radio station with the biggest online community in Belgium. During both my internships, I learned a lot about copywriting and social media. They taught me the importance of the right word at the right time. Thanks to these internships and my education, I acquired a lot of different skills. The first one I want to talk about is Photoshop. I love to make artworks for producers, collectives, and bands. Next is Illustrator. I mostly use it to make logos and customize fonts. I also really like to work with Premiere Pro. I edit all my teasers, after movies, and visuals with this software. Last in the Creative Cloud family is InDesign.
already made different magazines and booklets with this software. Мухамед, I'm стопира currently го, looking сакам from да a видиме следното да го видиме, затоа што веќе свативме што направи дечкото, да отидеме да го видиме второто. Различен тип на видео, ама Hello, good morning. I am Cheryl Migabay, 22 years old, and I am your next accounting clerk. I am a fresh graduate from Xavier University Ateneo de Cagayan with a bachelor's degree of business administration, major in financial management. My passions are making art, editing, and dancing. I can speak English, Tagalog, and Visayan. And also, I am capable of using Microsoft Word, PowerPoint, and Excel. I am an optimistic, passionate, hardworking, creative, and well-organized. I am applying for the position of accounting clerk, which I will contribute my learnings in financial analysis, economics, investment strategies during my bachelor's degree. Мухамед, I have experience. Малце наназад кај што каже well organized и тука ќе го стопреме видеото. Океј, уште малце нанапред? Creative and well-organized. Врати само малце, сакам да ви покажам. Passionate, hardworking, creative, and well-organized. Значи, она последно кажува well organized. Видете она како го демонстрира. Она точно добро ги организираше низините зборови во кои што се демонстрира себе си во една коцка да бидат. И она го демонстрираше дека е well organized. Значи, преку игра на зборови и видео запис она успеа тоа да го покаже. Благодарам за видеото, сега сакам збора да го препуштам на вас да ве прашам што мислите, која е поентава на овие видео сиви? Зошто почнале да се користат? Ја многу размислував на темата. Ама сакам да ве слушнам и вас. Бисера, повели? Па според мене, друго е кога ќе напишеш на хартија дека, например, знаеш да црташ, друго е кога во видео ќе покажеш што црташ, поубедливо е и ќе можат луѓето визуелно да видат и да поверуваат во тоа нешто, да им остави повеќе впечаток. И да, тоа е според мене. Мислам дека многу подобро да може, освен тоа да видат што можеш да направиш, како го правиш тоа. Ти благодарам многу, Бисера, и би сакала да го замолам Мухамед да отиде на следниот слайд да видиме. Секогаш остава поголем впечаток, ти благодарам, Ана Марија, се запознаваат повеќе. Визуален ефект е незаменлив. Значи, минатиот четврток имавте токму обука за всушност зошто прикажувањето е попопуларно, затоа што достигнува до поголем број на публика, заради тоа што создава интеракции, затоа што полесно се меморира. Значи, фотомеморијата е нешто што е дефинитивно полесно за мозокот да го апсорбира и да ставите поголем впечаток. Незаменливо е да имате пишано CV, но ова очигледно дека е суплементот на иднината кој што се очекува и се барат младите да го имаат. Очигледно на некои млади му им текнало да го направат и сега веќе тоа е тренд. Би сакала да одиме на следниот слайд. Значи, мотивационото писмо за ова накуса би спомнала дека не дека ќе ви биде како cover letter, не дека motivation letter, но се работи за истата работа. Разликата помеѓу CV-то и мотивационото писмо е тоа што CV-то го потврдува тоа што го зборувате. Например, кажувам дека сум била таму, дека сум работела тоа и тоа се е запишано и потврдувам тоа што би го кажала. Но мотивационото писмо е тоа што ве двоја од останатите. Како треба да изгледа едно мотивационо писмо, Мухамед? Треба да има структура, во првиот дел се содржат личните податоци и зашто всушност вие аплицирате, пример за која награда или за позиција. Во централниот дел, значи, да ги презентирате вашите достигнувања и вештини, но ги правите низ приказна ги раскажувате. Кога бев таму, правев тоа и тоа, се случи тоа и тоа. Например, јас сум исклучителен графички дизајнер, сметам дека јас моите вештини на графички дизајнер ги истакнав на заедничкиот напревар на регионално ниво, во кое што заеднички изработивме графит, па потоа тој ја го направи во онлайн форма. Правите приказна и немојте да бидете скромни. Ова е местото кога не треба да бидете скромни. На крајот се секако за заклучоците, во кој што треба само да уште еднаш го повторите со една реченица тоа што се го кажале и
И секако, може би имаше нешто напишано, извинете само да прочитам. Визуален ефект, да, добро. И последниот дел, да го повторите, нели, најбитното и да заклучите зошто би требало да ви изберат вас. И тука ќе се навратам на оние клучни зборови што ги имаме на крајот. Употребувате јаки зборови. Кога мислам јаки збори, на зборови мислиме повеќе на сум бил дел од, би сакал да сум дел од таа организација, доколку ја добијам таа награда ќе влијае така и така врз мене. Понатаму, мојата пасија е да бидам волонтер и да давам поддршка на лицата во ризик кои што се сместени на детската клиника за онкологија. Верувам дека светот ќе биде подобро место доколку влијам вака. Верувам дека изборот ваш, ако ме земете мене, ќе влијае на резултатите на училиштето и така натака. На почетокот, може да видите на презентацијата, се обраќате до тој кој што знаете како ќе го добие CV-то. Ако знаете како аплицирате нешто во ПХВ канцеларија, ќе биде почитувана госпожа Ристовски, координатор на програма ПХВ. Ако пишувате до некој борд кај што не ги знае имињата, ќе пише почитувана комисија или почитуван борд за селекција на кандидати, се обраќате точно кон луѓето кои што ќе го читаат. Или почитуван координатор за млади и така натака. Сакам да прочитам што има напишано, ние вежеме дигитално и нормално да после така видео снимаме, тука се точно, одлично Михаела, така е. Би сакала да видиме што имаме понатаму на презентацијата, затоа што сакам да добијам прашања од вас. Значи, прашањето на кое што всушност дава одговор мотивационото писмо е зошто баш треба вие да бидете селектирани. Запрашете си го, одговорете си на страна на последна хартија зошто вас треба да ви изберат. И сигурно, зашто сакам да го правам тоа, зашто ми е многу интересно. И вметете ги тие работи. Врати едно назад, Мухамед. Сакам дали има до тука некоја прашања? Се јас. Ајде, Ѓуго, повели. Кате, не знам дали е во твој домен или следниот четврток да го поставам прашањето, но сакам да те прашам зашто нас, децата со посебни потреби, во главном никој не ни побара мотивационо писмо или CV. Ѓуко, ти благодарам многу. Значи, има една работа што не ја пишува во апликациите. Некогаш некои работи не се бараат од вас. Ама тоа не значи дека вие не треба да ги дадете. Тоа значи дека некогаш нема да ви побараат мотивационо писмо. Зошто да не го напишете? Значи, слободно ве охрабрувам во апликација каде што не ви е побарано тоа, направете го. Во апликација каде што ви е побарано само да се појавите на интервју или ви се јавиле по телефон. Извини, во кој Word? Се едно, зачувај го само на крај во PDF. Сакав да кажам, ако ве викнат на интервју, јас имав последно таква некоја ситуација, некој ве вика, додете, пример, кај на некој место, на некој борд за состанок или пак односно за интервју и ви викаат, ало, тој, дојдете, знам дека си добар, дојди, сака да те види председателот, мислиме дека е бил одличен избор. Океј, можеме да го кажем 60 луѓе. Што ќе ви извои вас? Ако вие си дојдете со вашето испринтано CV пред вас и вашето мотивационо писмо и ги оставите, затоа што вие кога ќе си отидете, они ќе останат со нешто во раката од вас и ќе го видат. Сакале или не, нешто ќе видат. Така што понесете си. Сакам да одговорам на ова прашање, зашто е многу добро. Реков дека на почетокот треба да се обратиме со почитување, дали на крај треба да се благодариме и слично. Што да пишеме на крај на писмото? Не се за благодарувате, туку го потврдувате, истакнувате вашата самодоверба на крај. Сметам дека доколку јас ја добијам шансата да бидам стипендист на Европската унија за тоа и тоа, или да бидам дел од клубот на млади, или дел од таа и таа програма, на вистина ќе влијае позитивно на мојот раст и развој како младенец и ќе влијам позитивно на околината со мојот позитивен пример. Нешто тоа исто. Значи го потврдувате и истакнувате колку сте вие самоуверени во се она претходно. Не кажувате нешто типот на однапред ви благодарам за шансата, туку ќе бидам многу благодарна за шансата, затоа што тоа ќе влијае така и така. Го користите секој збор да нешто испромовирате за себе. Благодарам, Ана Марија, на прашањето. Би сакала да отидам на следниот слайд.
малце да ви измотивирам. Значи, вика, if I survive 2020, I'll put it on my CV. Мислам дека особено за вас, генерација на млади, дефинитивно треба да си ставите што сте направиле во овие пандемиски години. Ја преживеате 2020, така ќе биде 2021, но секој се запишете и мислам дека веќе сте направиле многу со тоа што сте живееле во период на пандемија. Знаете, дел од вас беа на вакциналните пунктови. Тоа се обидував постојано да го кажувам на сите волонтери кои што ги запишав или сте волонтирале во Црвен крст во време на пандемија. Вие дефинитивно сте се запишале во историјата. Ќе доаат години нанапред кога вие само ќе раскажувате и кажувате што е тоа што вие сте го правиле. Сте биле тука на местото каде што се случувале работи. Значи и да аплицирате за да бидете да работите во лабораторија со хемиски средства и да правите експерименти, работата во Црвен крст во овој период особено да ја внесете. Значи нема каде нема да биде вреднувана. Вие се запишавте во историја последниве години. И следниот слайд кој што јас го мислам, а треба вие да го мислите за себе, значи да верувате во себе. Верувајте во себе. Немојте од старт да кажете, па немам ја што да пишам во CV-то. Размислете добро. Немојте така. И селектирани се be you, значи бидете вие. Уникатноста на секој човек е токму во тоа што сме ние самите, така што бидете своји и на тој начин ќе веруваат и другите во вас. Значи секој пат да верувате во самите себе, бидете многу самоуверени во опишувањето, во демонстрирањето на вашите способности. Штом сте тука вечерва, best of the best. Имаме едно прашање. Дали мотивационото писмо би можело и во животот да ни помогне во смисла поддршка еден друг кога тежко пријатели да може на друг начин да не исконтактираат? Ја верувам дека постојат различни форми на кои што може да се одржи комуникацијата со луѓе и со пријатели, но пишувањето секогаш е еден добар начин како да биде добро. Не мора да се вика мотивационо писмо во овој случај, но да не ве буни. Тука сакам една дистинкција да направам. Не е тоа писмо што треба некого да измотивирате или сам себе да се измотивирате. Туку одговарате на прашањето што вас ве мотивира за да бидете селектирани. Затоа се вика мотивационо писмо. Извинете ако не го спомнав на почетокот, но на место беше овој коментар сега. Други прашања би сакала да добиам? Дали може би некој од инструкторите сака да ме праша нешто? Ако може јас не да прашам, еве малку да помогнам во врска со темата, да им кажам на младинците дека CV-то не е нешто што е важно само за вработување или дека се поднесува само тогаш кога се бара вработување или се аплицира за проект или било што друго, туку дека и ние вработените, значи имаме CV, дека јас во професионалното досие имам CV во кое што сите овие работи кои што горе-долу ти ги наведе треба да ги содржи едно CV ги има, значи како курикулум витае и дека секоја инспекција прво го гледа CV-то, дека сите мои обуки на кои што сум учествувала, односно сум ги посетувала, проекти во кои што сум учествувала се внесени во тоа CV, дека се ставени лица за контакти, значи Александра е ставена како лице за контакт за работа во рамките на програмата Промоција со хумани вредности, така да CV-то е нешто што младинците ќе ги следи низ целиот живот и што навистина ќе им треба во текот на целиот живот. И ова што ти вечерва, еве не е прашање, јас да речам дека ова што ти вечерва им го испрезентира, навистина многу ќе им треба понатаму во текот на целиот работен век. Ти благодарам многу, Суза, токму така и тука сакав да дадам коментар на твојот коментар и се поврзува со одговорот кој што ќе дадам на последното прашање што е поставено во четот, односно за каде ти најмногу си подготвувала своето CV. Дефинитивно го пишував најмногу и најмногу ми требаше кога бев на ваша возраст, значи кога аплицирав за факултет, кога аплицирав за стипендија и кога аплицирав за меѓународни тренинзи и училишта. А при апликацијата нивна, после тоа успеав да си го збогатам CV-то за да биде полесно за работа, така што
дефинитивно во период на универзитетските години или во средно, најмногу за курсеви и обуки. Благодарам на прашањето. Мислам дека имаше една крената рака од преска, ако не се лажам беше Бисера, или може веќе се спушти рачата или од претходно беше кажано. Дали има уште некој прашање или коментар кој што некој сака да го даде? Мислам дека имам уште 2 минути од времето. Имам еден коментар. Благодарам многу. Александра Ристовски има го крена рачата. Повели Александра? Алекс? Фала Кате. Јас сакам две работи да додадам. Едната работа е во контекст на овие видео записи кои што може да се користат како CV. Мојата поголема керка вчера ми кажа дека незиниот клас по часот информатика вчера отворија заеднички TikTok акаунт на кој што наставникот им даде задолжение дека секој треба да направи свој видео TikTok запис кој што трае 10 секунди во кој што тие самите треба да се презентираат. Тоа подразбира дека оди песната, јас мафтам, и како што оди песната сега, например, од која земја сум I'm from, и се појавува знамето на Македонија. I am толку и толку висока. I am speaking this language. Многу интересно, значи без зборување, преку TikTok, со музиката, со танцувањето и со ставање на анимациите. Навистина многу интересно. Сега секако секој дете, зависно од кој контекст доаѓа, од какво семејство, што му е важно и кои работи ги споделува, но генерално во насока на тоа колку видеото, визуелното ги заменува сите оние пишани нешта како што го кажаше и ти самата. Сакав да додадам дека дури они на 14 години веќе се движат во таа насока. Фала ти, Алекс. Мислам, за TikTok може да се слушнат, ева, например, конкретно разни муабети на позитивни, односно најчесто негативни, и како лошо се користи алатката, но повторно ќе кажам и TikTokот, како и Instagram, како и Facebook, како и многу други една алатка која што може да користиме за добри работи, а може да користиме и за глупи работи. Ама изборот е наш. Ама ви кажав, се гледаат социјалните мрежи. Апсолутно. Тој ќе да даде стипендија или ве запише или ви даде награда, пример, за најдобар ученик или за, не знам, најдобар каратист, може би ќе чепни во вашите социјални мрежи. Тоа беше првото нешто сакав да кажам, и второто, да се навратам 10 години назад, чисто да споделам на групава, дека кога зборуваме за ПХВ програма, многу работи може да се кажат. Вие сте дури помлади, нешто знаете, нешто не знаете, но целата програма поминуваше низ многу фази и некои работи ќе се заборавија. Доколку Кате пред 10 години не иницираше ПХВ програма да направи CV на програмата. Така да ние како програма имаме наше CV, што е многу интересно. Ти тоа го иницираше тогаш, еве сега темата која што ти ја држиш, веројатно некој, ништо не е случајно, некои работи валјда од секогаш ги сакаме, сме ги носеле со себе. Така да ПХВ има супер CV во кој што кажува кога сме почнати, кои се инструктори, колку ни се буџетите, кои се резултати низ годините, кои ни се донатори, значи една страна на која ќе се прочита на секој ден му станува јасно всушност што е тоа што ние сме го постигнале во изминатите 20 години. И кога сме веќе кај тоа, може и да направиш апдейт. Требаше да го Јас само што ќе прашав дали е апдейтирано CV-то и видиш Ке биде. Ушлак на сето тоа фалење, јаготката беше може да направиш апдейт. Да. Тука ќе се повикам на актуелниот асистент во програмата, кој што би сакала да направи една контекстуализација, повторување на знаењето денеска и денеска присутен Мухамед. Може би треба да го видиш, да го апдейтуваш CV-то согласно денешната работилница и насоките и твојот мандат. Навистина се шегувам. Јас сум подготвена менторски да помогнам на секој еден младенец од Црвен крст кој што сака да дојде во Црвен крст и да дојде со нешто готово и да седнеме и така да го правиме ред по ред. Само ќе кажам дека до сега имам две успешни приказни на луѓе кои што сум ги менторирала. Едниот отиде да учи во Америка, другиот го примија и доби стипендија во Турција. Така само што завршија средно тоа се случуваше, но ка кажам не е тоа дека јас сум многу голема во целата приказна, тоа дека имаше некој кој што мене ме менторираше и кој што мене ми кажеше како тоа да го направам. Така што вие на некого во иднина ќе помогнете. Прашање некој, доколку нема, Мухамед, би сакала да го отвориме следниот слайд, да ги повториме очекувањата.
Некако јас ќе се одговарам сама, а вие во чет, дали треба да има слика на CV, мислам дека доста елаборирам на оваа тема, јасно ви е, дали има формати за CV, ги добивте во четот, ве молам да доwnloadирате ги, немој утре да срчнувате за џабе, кои ви ги симнав да ги имате. Како да биде прилично вашето CV, ви кажам сум тие некои финеси до објаснувања, and keep it short. Што треба да содржи едно мотивационо писмо, ви кажав костурот кој е, зошто се потребни за да се себе промовирате, секако, нели? Кои трикови за да бидете забележани, дали играта на зборови е важна, апсолутно. Значи не е само еден збор, туку повеќе и секако зашто е важно мотивационото писмо за да се издвоите од другите. Благодарам многу на техничката поддршка. Очигледно дека очекувањата ваши и моите цели се остварени. Прашањата ги апсолвиравме, но доколку има уште некој прашање, може да го добиам во чет или пак на мејлот на ПХВ, потоа ќе биде секако проследено до мене, или пак на Facebook страната на ПХВ, слободно ќе дадам поддршка во тој дел. И last but not least for today, на моја особена чест и задоволство, драги млади девојки и дечковци, следниот четврток ќе ве дружи мојата колешка во ПХВ тимот и другарка Маја Атанасова, која што е дипломиран правник, ПХВ инструктор и секако ентузијаст за човекови права. Ве молам да ја бомбардирате со прашања, смислувајте ги од сега до следната недела. Ќе зборувате за правна култура и секако тоа ќе биде на 30 септември во истото време на истото место. Ви благодарам многу денес кога се дружевте заедно со нас. Искористивте еден час инвестирање во самите себе.